Почитуван заменик министре, почитувани колеги, медиуми и македонска јавност. Она што сакам најнапред да го потенцирам е дека ги цениме напорите за почитување на мерките за превенција од COVID-19, односно напорите за воспоставување на ред и дисциплина при влез и во внатрешноста на објектите во кои се врши трговија на мало, продавници, самопослуги, маркети, пекари, дуќани и слично, а со цел превенција и зајакнување на здравјето на населението. Меѓутоа, сметам дека пред да се изгласа ова законско решение, моравме заеднички да ги дефинираме и имплементираме клучните моменти за во иднина да нема недоразбирања и казнети вршители на трговија на мало, токму заради недефинираните работи, односно пропустите во самото законско решение. Токму во таа насока беше и мојот предлог амандман, кој за жал го одбивте, за подобрување на членот 30а, со кој барам да се измени и дополни став 1, алинеја 1, на начин што ќе гласи да постави известување дека секое нарушување на редот и дисциплината при влезот и во внатрешноста на објектите во кои се врши трговија на мало ќе биде пријавено кај надлежните органи, затоа што трговците на мало ниту се надлежни, ниту се овластени лица или институции кои се должни, односно кои можат да воспостават ред и дисциплина. Тие можат да побараат помош од службените лица на Министерството за внатрешни работи, кои се надлежни за чување на и одржување на јавниот ред и мир. Во овие тешки времења, наша должност и обврска како предлагачи и носители на законските решенија, односно како присутни во законодавниот дом, е да им ја олеснеме работата на сите предприемачи во случајов трговците на мало, а не дополнително да им ја усложнуваме ситуацијата на начин на кој им наметнуваме дополнителни давачки. Затоа изразувам големо жалење, затоа што не го прифаќате овој наш предлог, имајќи го предвид фактот дека трговците на мало се ограничени во однос на овластувањата и ресурсите за одржување на ред и дисциплина, односно не сите трговци имаат можност да си обезбедат приватно обезбедување. Понатаму, нашето барање за измена и дополнување на алинеја 2 од истиот член, 30а став 1, се однесува на точното дефинирање на поимот, цитирам, да се обезбеди редарска служба, со што би се подразбирала можноста трговецот на мало, кога е тоа потребно, односно во моментот кога ќе се зголеми фреквенцијата на луѓе во објектот, да може и да смее од редот на постојните вработени да си активира лице редар. Ова го побарав од причина што поимот да обезбеди редарска служба е преширок и преопшт, и истиот може да се толкува на различен начин. Имено, едни може да го толкуваат како неопходност за ново вработено лице редар, а други пак, како што наведов, од редот на постоечките вработени да ангажираат лице кое би ја обавувало работата на редарот во случај кога фреквенцијата на луѓе во објектот ќе се зголеми. Вака како што е дефинирано во предлог законот, истата забуна ќе се јави и кај инспекцијските служби. Во тој контекст, мојот предлог беше фокусиран на тоа трговците да не се принудени да се изложуваат на дополнителни трошоци, кои би им произлегле доколку мора да ангажираат дополнителни редарски служби, односно нови вработени, дури и во случаи кога тоа е непотребно согласно обемот на работа и бројот на потрошувачи кои пазаруваат во одреден момент. Со неприфаќањето на амандманот ќе помогневме трговците да не се континуирана мета на инспекцијските служби, кои не би можеле да изрекуваат глоби во случаи и кога во продажните објекти нема потрошувачи. Сметам дека ова беше разумно решение со кое од една страна ќе се постигнеше посакуваната цел да се запази минимум потребно растојание помеѓу лицата пред и во објектот, а воедно трговците ќе ги заштитевме од непотребни и тенденциозни казни. Во алинеја 4 побаравме да се отфрли зборот ракавици со цел да се намалат дополнителните трошоци на трговците, а со додавањето на алинејата 5 предлагаме во трговските објекти да има дезинфекциони средства при влез и излез од објектите со цел зголемена превенција од ширење на COVID-19.
За крај, повторно ќе кажам дека жалам што не ги прифативте суштинските измени и дополнувања на предлог законот за трговија, со што во овој момент можевме да покажеме и да докажеме дека сите заедно можеме да бидеме единствени кога станува збор за доброто на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам.